8.300 ми е пензията, за лекарства 3.000, ovaj месец беше болна, не беше арна, 3.000 и кусур съм дала само за лекарства. За храна 2.000, то са мизерие, со стегање. Струја 800, кирија и ледарка плаќаме, телефони 1.500, кабласка 500, не стасува пензијата. Ваква математика најмалку еднаш месечно прават околу 50.000 семејства од истокот. Крајниот резултат е поразувачки. Па вака, за струја 1.800 денари, комунали, телефон, интернет, телевизија и интернет е околу 1.200, за вода, џубре и џубрарина околу 1.000 денара, тоа се значи 2.300 денара, а другото рестото останува за храна. Од мојата плата, значи јас и месечни приходи имаме во нашата фамилија 27.000 денари, па не останува ни денар настрана. Ако се има предвид дека просечните плати во регионот се околу 12 до 15.000, тогаш, за да се покреат сите трошоци, на овдешните жители им фалат најмалку уште толку. Ако ова е вака, тогаш како се врзува крај со крај? Од там ќе станеш, ќе најдеш тука поевтено. Још на тоа ќе још поевтено ќе најдеш. Ја имам син стечаец, значи ја од мојата 11.000 пензија треба да му делам. Стара дума една, секој си го знае. Вака крпат повеќето жители на регионот, но од лошото има и бетер. Имено, според последниот извештај на Светска банка, во Македонија околу 140.000 луѓе живеат во сиромаштија, односно со помалку од $2 дневно. Најмалку 10 до 11.000 од нив се жители на општините од источниот регион. На нив судбината им се милостината, народните кујни и контејнерите.